Царините за кинеските електрични возила станаа официјални. После повеќе од една година, Европската комисија ја заврши истрагата за помошта што кинеските власти им ја даваат на тамошните производители. Се испитуваа сите фактори од кои зависат трошоците за производство, од вредноста на земјиштето на кое се изградени фабриките преку набавката на литиум од државните предпријатија по цена пониска од пазарната, до даночни олеснувања и финансирање на каматите за банкарските кредити. Според заклучоците, пресметано е дека за да се анулира неправдано стекнатата предност на кинеските производители кои добиле субвенции, треба да им се наплатуваат уште 35,3% давачки, додадени на редовните 10% царина за сите увезени возила од Кина. Оние производители пак кои имаат соработувано со истражителите при утврдувањето на фактите, вклучително Volkswagen, Mercedes и BMW, ќе бидат царинети со плюс 20,7%. Европската комисија наведува уште дека BYD ќе плаќа 17% компензаторни давачки, Geely заедно со Polestar и Volvo 18,8%, SAIC, под чија капа делува MG, максимални 35,3%, а Тесла само 7,8%. Одлуката е со важност од 5 години, а провизорните царини воведени во јули за кои се бараше само банкарска гаранција нема да бидат наплатени. Паралелно, Европската Унија и Кина ќе продолжат да работат на изнаоѓање алтернативни решенија кои би биле ефективни во прашањето на проблемите што ги откри истрагата. Исто така, оставена и можност за преговарање ценовни обврски со поединечни кинески извозници кои што дозволуваат правилата на Светската трговска организација. Во процесот на воведување на царините, Германија беше остро против, Франција и Италија за, додека Шпанија беше воздржана. Проценките велат дека напливот по ефтини кинески електрични возила во Европа директно загрозува 2,5 милиони работни места во автомобилската индустрија и 4 пати повеќе во секторите кои зависат од тоа.